САД ги повлекува санкциите против лидерот на босанските срби Милорад Додик, јави Ројтерс. САД ги повлекува санкциите за сојузникот на Путин наречен босанска мечка, јави Политико. Уште неколку варијанти на наслови повеќе светски медиуми на 29 и 30 октомври објавија за отстранувањето на доскорешниот председател на Република Српска, Милорад Додик, од така наречената американска црна листа. Зошто и како се случи изненадувачкиот чекор, најзаинтересирани се во Босна и Херцеговина, особено во Република Српска. Licitira se sa različitim informacijama, od toga da je Dodik pristao na to da Bosna i Hercegovina uđe u NATO savez, do različitih drugih ustupaka kao što su prirodni resursi ili, elektroprivreda Republike Srpske. Sumnje rastu, a jedino je sigurno da su milioni uloženi u lobiranje. Govorimo o sredstvima iz javnog sektora Republike Srpske, znači govorimo o desetinama miliona konvertibilnih maraka koje su uložene za lobiranje, odnosno plaćanje lobista širom Sjedinjenih Američkih Država. Дека Додик лобираше во САД и тоа преку институции на Република Српска, може лесно да се потврди. Во Америка, лобирањето не е забрането, но има строги правила што вклучува и јавно објавување на таквите договори. Епилогот во случајот Додик беше повод да ги провериме американските јавни регистри. Дали има актуелни или поранешни македонски функционери кои што имаат најмено лобисти во САД? Одговорот е има. 1. Станува збор за Кочо Анѓушев, поранешниот вице-премиер за економски прашања и актуелен сопственик на Фероинвест и други бизниси. Кога на 5 декември 2023 година беше објавено дека се воведени санкции против него, од американскиот Стейт Департмент соопштија: Оваа ознака ја потврдува посветеноста на САД за борба против корупцијата која му штети на јавниот интерес, го попречува економскиот просперитет на земјите и ја намалува способноста на владите ефективно да одговорат на потребите на својот народ. Анѓушев се произнесе уште истиот ден дека силно се залагал за зачленувањето во НАТО и ЕУ, но и дека силно ги негирам сите сомневања изразени во документот објавен од почитуваниот Стейт Департмент и сакам да известам дека ќе обжалам одлуката и ќе ги искористам сите правни лекови наведени во самиот документ во правец на повлекување на оваа одлука, која ја сметам за непотребна во рамките на заложбите на нашите пријатели Соединетите Американски држави за борба против корупцијата. Според јавниот регистар на представничкиот дом на Конгресот на САД, на 20 март 2024 година, или околу 3 месеци по воведувањето на санкциите против него, формално е регистриран договорот за лобирање меѓу Кочо Анѓушев и компанијата Research Service Bureau. Во документот, како лобисти се наведени 4 лица: Кевин Кери, Пол Хадж, Семјуел Морис и Оливер Шарловски. Во описот на проблемот за кој се лобира стои кодот ИММ, а во врска со делот 7031C на одредбата за назначување од Стейт Департментот. Со други зборови, се однесува на прашање за правото на САД да забранат влез на поединци и нивните семејства поради поврзано со значителна корупција или кршење на човековите права. Само неколку дена подоцна, на 27 март 2024 година, до истата институција е поднесен втор договор за лобирање каде клиент е Кочо Анѓушев. Во него, тој е застапуван од Research Service Bureau, а компанијата што лобира за него е Valcur LLC. Како лобист е наведено името на Метју Моверс. Моверс е човек со значително дипломатско искуство, кој работел и на кампањата Трамп-Пенс кога победија на претседателските избори во САД во 2016 година. На својот вебсайт, во личниот опис, пишува и дека Политико го именуваше Моверс како еден од моќните играчи во Вашингтон поради неговата улога во обликувањето на американската надворешна политика. Според јавно објавените документи, Моверс лобирал за истото прашање како и Research Service Bureau – имиграција, во врска со забраната за патување. На 1 април годинава пак, во представничкиот дом на САД е пријавен нов лобист за клиентот доктор Кочо Анѓушев. Фирмата е Mercury Public Affairs LLC, а пријавени се лобистите Брајан Ланза и Петар Куцик. Во јавно достапниот профил за Брајан Ланза пишува дека експерт за односи со јавности и медиумски стратегии. Близок и до Трамп, судејќи по фактот дека бил директор за комуникации на неговиот транзицијски тим, а работел и за неговата кампања во 2016 година. Петар Куцик пак е експерт за економски санкции. Меѓу другото работел 7 години во Министерството за финансии на САД и тоа токму во оделот што ги воведува и менаџира санкциите ОФАК.
Овие двајца експерти работеле на темата трговски прашања во Американскиот Сенат, Представничкиот дом, Стейт Департментот и извршната канцеларија на председателот на САД. Што точно сработеле овие три фирми и вкупно 7 лобисти не може да се прочита од јавно достапните документи. Но од кварталните извештаи може да се види колку приходи оствариле компаниите за конкретното лобирање. Research Service Bureau до сега пријавиле приходи од клиентот Кочо Анѓушев од 400.000 американски долари. Valcur LLC пријавиле 110.000 долари. Mercury пак до сега декларирале приходи од доктор Кочо Анѓушев од 990.000 долари. Само за еден од овие договори, оној со Valcur, има известување дека во меѓувреме е раскинат. 360 степени се обрати до поранешниот вице-премиер преку Fero Invest. На нашето прво прашање, дали ангажирањето на лобисти е во насока на неговата изјава од пред 2 години, дека ќе обжали одлуката за санкциите против него, ни одговорија. Професор доктор Кочо Анѓушев во последните 2 години е вклучен во официјална, транспарентна и законски пријавена институционална комуникација со надлежните органи на Соединетите Американски држави, со цел повторно разгледување и ревидирање на мерката за визна рестрикција. Постапката се спроведува во целосна усогласеност со законите на САД, вклучително и со Законот за регистрација на странски субјекти и утврдените процедури на Стейт Департментот. Адвокатите на професор доктор Анѓушев спроведува правни консултации со меѓународни адвокатски куќи, како Ferrari and Associates и други, кои оценија дека прашањето е административно и политичко, а не судско. И затоа неговото решавање треба да се води пред државните институции на САД, преку застапници за владини односи и институционална комуникација. Согласно тоа, бе ангажирани застапници од светски реномирани консултантски фирми. На нашето следно прашање, дали со помош на лобистите во САД има некаква постапка за преиспитување на одлуката за санкциите? Одговорот е: застапниците на господин Анѓушев ги презентира аргументите во Сенатот, Конгресот, Стейт Департментот и извршната канцеларија на председателот. Подкрепено со 250 страници документација и јавни написи, застапниците докажаа пред американските институции дека во Северна Македонија постоеле долготрајни и координирани обиди да се конструираат правни обвиненија против господин Анѓушев, обиди организирани од негови политички и бизнис опоненти, а во јавниот простор проширувани од неколку невладини организации и медиумски проекти, меѓу кои со интензивна активност се издвојува 360 степени, како едни од главните извршители, што се потврдува и со оваа емисија. И покрај тие напори, иако од 2020 година до денес се сменија 2 јавни обвинители и 4 премиери и влади од различни политички партии, не беше покренато ниту едно обвинение, ниту донесена каква било судска пресуда против господин Анѓушев, од причина што не постојат ниту основи, ниту докази за никакво делување надвор од законот. И, конечно, дали наскоро се очекува епилог од активностите преземени во САД? Веруваме во праведноста на новата администрација на председателот Трамп. Постапките поврзани со така наречената црна листа на САД се доверливи, така што не може да се добие никаква подетална официјална информација за нив, се до моментот кога одредено лице или правен ентитет се вбројува или отстранува од списокот на санкционирани.